Една од главните забелешки на Брисел за Македонија е слободата на медиумите, а токму нив им беше затворена вратата за да чујат изворно што порача Фуле, а кои се ставовите на представниците на партиите и невладиниот сектор. Ова велат било на барање на еврокомесарот. Опозицијата беше цело време конструктивна, но изразивме сомнеж дека сето она што владата го нуди ќе остане на хартија, вели Гордан Георгиев од СДСМ. Токму тоа била и пораката на еврокомесарот за проширување, зацртаното во предпристапниот диалог да не остане на хартија. Овој пат, како никогаш досега, диалогот е персонализиран. И тоа персонализиран во името и презимето на Никола Груевски, што значи дека евентуалното спроведување или евентуалното неспроведување на реформи ќе се персонализира на Никола Груевски и тоа е многу важно, бидејќи досега власта по наша оценка се обидуваше да ја дифузира или да ја споделува одговорноста. Владата си постави 150 задачи што треба да ги исполни во неколку етапи како влог во диалогот на високо ниво, што Брисел и го понуди на Македонија. На прашањето на представникот на Сојузот на стопански комори кој за катастрофалната економска состојба ја обвинил Европската унија, Фуле, дознаваме одговорил, цитирам: "Вашата лоша економија не зависи од нерешеното име со Грција, туку од немањето стратегија на владата да ја подобри економската состојба и зависи од капацитетот на јавната администрација која не може да ја следи економијата." Насер Селмани, председателот на Сдруженијето на новинари, го искажал незадоволството бидејќи 8 месеци се разговара со владата, а не е договорено ниту едно прашање. Имавме договор со владата до март да ја затвориме декриминализацијата, за жал уште тоа не е направено. Во врска со идејата на владата за закон за медиуми, констатирав дека за жал во Македонија се создава пракса тогаш кога работите не одат, се менуваат или се носат нови закони. Ние кажавме се што имаме. Сега владата е наред, децидене Селмани. Забелешките барањата на Брисел за слобода на медиумите и Советот за радиодифузија да го почитува членот 11 од законот, кој забранува газда на медиум или членови на неговото семејство да бидат активни политичари.